Опозицијата ја обвинува власта за нетранспарентност во однос на договорот со Велика Британија со кој на Македонија ќе се стават на располагање 6 милиарди евра. Од СДСМ вела дека јавноста воопшто не е запознаена со содржината и обврските од договорот. Нема одговори за тоа кои се условите, колкава е каматата, на колку години ќе се враќа овој кредит и колку тоа ќе ги чини граѓаните на самиот крај. Се што слушаме се паушални изјави без никакви детали. Од владеачкото мнозинство вела дека откако договорот ќе пристигне во собранието, тие ќе гледаат да ја забрзаат процедурата за негова ратификација. Од ВМРО-ДПМН апелираат да не се блокираат проекти што ќе овозможат брза пруга, како и медицински установи во Штип, Кичево и Тетово. Се надевам дека секој одговорен политичар, особено оние од парламентарните партии, ќе се надменат себе си во суетите за критика и ќе ги поддржат овие проекти, бидејќи јасно и транспарентно ќе бидат дадени сите финансиски детали, кои што повторувам и укажувам на тоа дека ќе бидат убедливо најповолни, кои што некогаш биле земени во историјата на Република Македонија. За договорот со Британија од коалицијата вреди истакнаа дека е пример за поддршката од меѓународната заедница. Влен како политички чадор што ја представува волјата и надежта на албанските граѓани и на сите граѓани на земјата, гарантира дека овој инвестициски пакет нема да остане на хартија, туку ќе се прошири праведно и подеднакво на албанските области каде што со децении се потребни повеќе грижа и вистински инвестиции. Договорот ќе биде потпишан утре во Лондон од страна на вице-премиерот Александар Николовски. Тој претходно кажа дека за почеток ќе се побараат 2,2 милиарди евра и денот на потпишување ќе биде историски, зашто станува збор за средства кои не може да се обезбедат од ниту една финансиска институција. Николовски не ги откри каматите, но вели дека парите ќе почнат да се враќаат откако проектите ќе бидат финализирани.